Добро вечер. Започнува уште едно наше новонеделно дружење. Драги мои, се надевам дека и овој пат ќе успееме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Велат, ако сакаш некаде да стигнеш, мора да знаеш каде одиш. Мора да си има некоја цел, некој зацртан пат, некоја точка до која сакаш да дојдеш. Нашиот вечерашен гостин е младо момче кое го знае и го прави токму тоа. Тој е млад и амбициозен човек, со свежи идеи и желби за работа, со успешен професионален ангажман за себе. Носи позитивна енергија на работното место, онаму каде што безрезервно помага, онаму каде што треба. Вработен како директор во Алпинком, наш вечерашен гостин е Бошко Лазаров. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, фала на прашање и вие, како сте? Добро. Најпрво сакам да се заблагодарам за поканата, да ги поздравам сите гледачи и да ја поздравам оваа, да кажем, иновативна идеја да донесете некое вакво шоу од ваков карактер и во нашиот град. Се надеваме дека ќе бидеме се погледани. Да започнеме со разговорот. Кои се најголемите и најчестите предизвици со кои сте се соочиле во текот на работењето и раковедењето на фирмата? Тешко прашање како за почеток. Најпредизвикувачки, тешко дека ќе можам да издвојам вака конкретно, пошто станува збор за производство, станува збор за нешто што е живо, што се мени од секунда во секунда, преку 300, уствари околу 300 вработени, преку 50 партнери, преку 1000 различни продукти, така да тешко е да се конкретизира баш точно што е најтешко, но еве овие 5-6 години од како сум јас таму, можем да издвојам периодот во кој што беше короната, стварно беше период во кој не знаеш што ќе се деси од ден за ден, не само од аспект на производство, туку и од аспект на дали ќе ти се разболи некој од вработените, а ти веќе си планирал да тече производството со него, клиент од утре ќе му текне, ќе каже веќе нема нарачки, такви некои ситуации кои што иначе во нормално функционирање не се случуваат често, така да ако морам нешто да издвојам, тоа ќе биде времето на короната, кое што за среќа на крај дури можем да кажем дека и среќи у несреќи успешно се заврши, пошто се случи нешто на пазарот, дали се зголемија онлайн побарувањата на нашите клиенти, дури на крај и доходовно се заврши целата приказка покрај сите тие недостатоци на тоа време кое се надевам нема да се повтори. Како што велат, во секое зло и нешто добро. Кои класификации и знаења се потребни за да бидеш успешен во работата што ја работиш? Па пред се всестраноста би рекол, познавање на многу различни сфери. Не мора да бидеш во сите сфери експерт, но сепак да си сестран во различните познавања. Се работи за производство, се работи за организација, бизнис, комуникација со клиенти, комуникација со вработени, организациони вештини, трпеливост, истрајност, да можеш една иста работа да ја повториш по 100 пати, да си амбициозен, да си упорен во работите, така да пак ќе речам, ако мора да конкретизирам, еве нека биде истрајноста, пошто таа што те води напред, таа без која што не можеш да не ги завршиш работите кои што веќе си ги отпочнал. Така да мислам дека не само јас, туку и сите менаџери во Алпинком ја имаме таа особина и затоа ја водиме за сега, се надевам и во иднина фирмата во права насока. Што е ново интересно во оваа област во која што работите и што е она што ќе го представите како новитет во иднина? Новитети во сферата на бизнисот мора да има нон-стоп ако сакаш да си конкурентен на пазарот, посебно за фирма како нашата, кога сме во игра на пазарот на Западна Европа, па дури и во Америка, така да ако ги сметаме за иновации и сите тие модификации кои што ги правиме на дневна база, тогаш стварно превише ги има. Тоа се програми за различни видови на столови, различни видови на седалки, наслони, такви ствари, ама ајде еве што има нешто општо познато и на луѓето тука кај нас во регионот,
Тоа е отпочнувањето со производство на финален производ, односно столици, неколку различни модели. Почнавме со тапацирање. Тоа е нешто што за сега го пласираме тука, регионално. Отскоро почнавме и извоз, што сме многу среќни заради тоа и доста добро тргна целата работа, па да се надеваме дека така и ќе продолжи, така да мислам дека за сега еве нешто, како што кажав, општо познато тука за регионот, тоа се столиците. Инаку, ако треба да се збори општо, тогаш тоа се модификации на дневна основа што ги прават и менаџерите, и работниците, и инженерите по десетици на ден. Без тоа си ништо во светот на конкуренцијата и на западниот пазар. Кое е вашето мислење за Македонија и општо за регионот, дали колку се следат трендовите во областа во која работите и дали професионалците успешно се соочуваат со сите предизвици на модерното работење и го задржуваат чекорот со најдобрите светски практики? Так, иако можеби Балканот како Балкан, нели, ние сме можда и превише самокритични и нели, демек сите важи некој општо прифатено мислење дека е лошо место за живење и такви некои факти. Јас со тоа тотално не се сложувам, не само од сферата на секојдневниот живот, туку и од сферата на професионалниот живот, односно индустрија, бизнис, такви сегменти од животот, затоа што не само на Балканот, туку ете и тука во нашиот град, сега да не именувам, да не рекламирам, ама има примери и од сферата на производството и од сферата на трговијата, кои што не само во Македонија или во регионот тука, туку и на европски план се доста реномирани, дали Западна Европа, дали Блискиот Исток, така да мислам дека многу грешна е таа перцепција дека ние не ги следиме модерните трендови, туку баш напротив, не само ние како Алпинком, како што кажав, туку и многу други тука ги следиме, сме конкурентни и ако некој треба да подобри нешто во таа сфера, тогаш тоа е државата, а не приватниот сектор, пошто приватниот сектор како така ќе го најде својот пат да биде на рамниште со конкуренцијата, но само треба да биде подпомогнат или ако не подпомогнат, тогаш барем да не му се прават сопки од државниот сектор. Тоа сакав и да прашам, со какви проблеми се соочувате? Се соочуваме со разни проблеми. Еве, например, во таа сфера, да се надоврзам на претходната тема и на претходното прашање, од аспект на сертификација, ние како фирма покрај многуте други сертификати, може би на гледачите им е познат FSC сертификатот, го има на сите продукти што се со било каков примес на дрво во нивната структура, дури и на тетрапак шишињата за млеко, FSC 100% пишува и ние сме засегнати од тој сертификат. Треба да го имаме како фирма, но за жал Македонија како држава и Македонски шуми како организација, како министерство не се FSC сертифицирани и ние поради таа работа сме приморани да купуваме сировина од други држави, да ја увезуваме, што го оскапува нашиот производ и што не прави по-неконкурентни во споредба со нашите конкуренти кои што имаат производства во држави кои што се сертифицирани. Тоа е една ствар и друга работа е тоа што е општо познато и се соочуваат со него и другите, недостатокот на работна сила, што ајде, за среќа можем да кажем, ние како Алпинком и не сме многу засегнати од тоа поради добрите работни услови, добрите плати, ама сепак има периоди од годината, има сезони кога доаѓа таа сезонската работа Швајцарија, Италија, кога се осеќа и кога има нервози поради таа причина, но ме радува фактот што во последно време, дај Боже да продолжи, има некој тренд на постепено враќање на тие иселеници, така да барем од таа страна можеби ќе се дека ќе прекине тој тренд. Кога можеш да постигнеш една работа во животот, што би било тоа и зошто?
кога би можел, пак ќе се надоврзам на предходното, ја сега колку и да звучи клише, ама стварно искрено го мислам тоа, би сакал да ги вратам сите другари иселени во странство, да ги вратам тука, да, пошто, нели, скажа Дани у една од предходните емисии, каменот си тежи кај што му е местото, и баш тоа е многу точно. Јас знам дека потајно у себе тие копнеат да си дојдат еден ден, ама тераат како тераат таму кај што се, така да ако имам магично стапче да ги вратам сите одеднаш, тоа би го направил со сигурност, за да си работиме, си твориме тука и да направиме подобро утре за тука, а не за таму, кај што не ни е домот. Многу убаво, тоа го посакуваат сигурно сите. Сите имаме по некој близо кој некаде ни замирал, не е со нас. Кој е омилениот дел од твојата работа, а кој ти е најомилениот дел кога работиш? Омилениот дел, пак ќе кажам, теренскиот дел од работата, пошто и јас и братучет ми Љупче така сме воспитани, не сме класични канцелариски работници или директори, менаџери, пошто туку гледаме да работиме на терен, не само што гледаме, туку стварно можда пола од смената ни поминува внатре, кај што реално се случуваат проблемите во комуникација со работниците, во комуникација со менаџерскиот кадар, така да таа е едната од работите што ми е најинтересна, нели, да ги решаваме проблемите тука на лице место, да ги опипаш проблемите, не само да ти бидат абстрактен поим, туку стварно да знаеш за што станува збор. Едната ствар, другата нека биде комерцијалниот дел, комуникацијата со клиентите, нормално имејли, повици, што ги има и поише од 100 на ден. Така да тоа, а најнеомилениот би кажал бирократскиот и административниот дел од работите, што ми е многу досадно, ама за жал мора да се прави, не може без тоа, така да ако би издвил што е нешто што не ми го прави кефот, тогаш нека биде тоа. Дали се сметаш себе си за успешна личност? Да, секој се смета себе си, иако сега не е благодарно баш да зборам сам за себе на таа тема, сепак тоа треба некој друг да го каже, ама гледано и од сфера на професионален план и од едукативен план, ајде ќе кажам, и од човечен план, би кажал дека се ценам самиот себе и се сакам таков каков што сум, затоа што спомнав едукативен план, дипломиран економист сум на Државниот факултет во Скопје, во стандарден рок завршен, пред тоа исто и средна школа одличен, така да од аспект на човечност мислам дека ја имам и таа што треба сите да ја имаме, чершиската школа, пошто си се сметам за чершиско дете, израснато и во локалите, и на улица, што се вика, го имам тој баланс на професионалност, едукација и нели улична школа, така да и поради тоа си се ценам самиот себе и на крајот на денот, поради тоа што сум човек пред се, и воспитан сум да бидам и скромен, и искрен, и да се дружам со секакви него со секакви луѓе, со секакви карактери, да знам да направам разлика каде, како, со кој треба. Мислам дека сум ценет од сите и ја ги ценам сите и нели, како што кажав на крајот на денот, најбитно е да бидеш човек пред се, така да ради тоа се ценам и се сметам за успешен највеќе. Треба да се почитуваме самите себе, за да можат да не почитуваат и другите. Така. Што те мотивира? Ме мотивира пред се тоа да еден ден, како што ни е амбицијата и целта на сите во фирмата, ќе почнам со одговорот на професионален план, пошто нели на личен план можат многу работи да те мотивираат, ама сепак дел од темата денес ни е и Алпинком, така да ме мотивира еден подобар Алпинком еден ден, иако е доста добар и моментално, да има уште подобри услови за работа, уште подобри плати, уште позадоволни работници, уште позадоволен менеджментски кадар, уште позадоволни клиенти,
да стане уште попознат бренд и на Балканот и во Европа, да фатиме уште попознати партнери и ако веќе работиме и со IKEA, и со Штоки, и со многу гиганти во областа, но гледајки, како што кажав, на професионален план, амбицијата е таа и тоа е тоа што ме мотивира. Имаш ли некој идол или некоја личност која што те мотивира и професионално и лично? Па лично, ајде спортски одговор сега. Роналдо ми е идол, не само ради тоа што е нели добар фудбалер, туку тоа е факт, на страна тоа, ради работната етика, ради амбицијата ненормална која што ја поседува, ради тоа што е истраен, трпелив и што го кажав нели у првите прашања, трпеливоста и истрајноста како едни од најбитните особини. Тој го има сето тоа, знае да го направи балансот помеѓу професионалниот и приватниот живот. Покрај тоа, нели што е спортист, си тера и бизнис, значи бизнис икона, голема е, фамилиарен човек, што е исто така многу битно и цел кон која сите целиме, здрави еден ден, така да на личен план би рекол Кристијано Роналдо, а на професионален план дефинитивно братучет ми Љупчо, што е мој ментор и учител од првите мои денови во фирмата и без него немаше да бидам тоа што сум денес, така да сега веќе сме на ниво партнери, си помагаме секојдневно, си се поправаме во грешките. Да, и така да на професионален план е Љупче. Ти си млад човек кој еве останал во Македонија, останал во родниот крај, работиш тука. Има ли и во Македонија пари, доколку се работи напорно и постојано? Па да, тоа е нешто што е дел и од, мислам, во склоп и на претходните одговори што ги кажав, нели, за иселувањето потенцијално во странство, на што е за жал тренд. Ја мислам дека и текако има пари, ако, пошто некако чудна ми е целата таа логика на сите тие кои што се иселуваат, честни исклучуци, што се успешни таму и дај Боже сите да бидат, ама просто не може сите да бидат. И сега ќе биде некој тука лош работник, а тамо ќе иде и ќе се согласи да биде и не знам, експериментален глушец ако треба ќе биде, ама и ќе работи нон-стоп трета смена, ама битно тамо е, битно ќе го тера тој тренд на помодарство, ќе работи и што треба и што не треба, ако ќе дојде тука нема да прави ни 3% од тоа што го правил таму. Така да мислам дека доколку сите таа логика ја побиеме и гледаме низ призмата на тоа тука да бидеме успешни и се залагаме стварно искрено за тоа и трудолюбиво и трапеливо и кариеристички да гледаме на работите, а не само епизодно, мислам дека има простор. Еве за репер да ги земам нашите плати, мислам дека трочлена, 4-члена фамилија со 2 плати како нашите може да си тера нормален живот и да си биде дома. И да си биде дома, да. Што би им порачал на младите кои што сакаат да се иселат од Делчево? Да не се иселуваат. Би им порачал, што би им порачал? Стварно секогаш ме ајде да не кажам, ме нервира таа тема, пошто ептен сум влюбеник и локал патриот тука во родното место, не само Македонија, повеќе сум локал патриот него што сум патриот. Така да стварно ме нервира таа тема, не гледам причина, посебно во времето во кое што живееме, кај што има толку многу начини на кои што можеш да заработиш, не мора тоа да биде работа во фабрика или во некоја трговска фирма, може да биде и онлайн, има X примери, лично и во моето друштво, другари кои што се работат за странски фирми, ама работат од тука и супер заработуваат, така да опциите ги има многу, доволно е само да бидеш истраен, да бидеш и стварно да сакаш тоа да го правиш, да сакаш да останеш тука и тука да ствараш. Што според тебе треба да се промени во општеството и во државата за да младите остануваат тука? Па
институционално и државотворно, ако збориме за работите, треба да се променат многу работи, за кои што дури не би сакал ни да навлегувам, пошто нит ми се толку познате, нити пак сакам да бидам погрешно разберен. Сите ги знаеме тие работи, партизацијата, непотизмот, тоа што секоја работа, па макар и најпростата, треба да се заврши преку врски, тој да не бидам група, ма паразитизам што постои во администрацијата и во такви некои институции, сето тоа треба да се сведе на минимум, за да се на некој начин мотивираат младите, пошто не секогаш парите се причина за иселување. Многу пати и разочарувањето од системот е причина за иселување во денешно време. Тоа е тоа што треба да се спречи за да се натераат младите да останат тука. И нели, пак би се навртил на истото, државотворното, институционалното е нешто на кое што тешко можеме да влијаеме, ама ако на нешто можеме да влијаеме, тогаш тоа е самата желба на нас младите да се гледаме тук и да правиме нешто што би допринели за подобро утре. Алпинком важи за општествено одговорна фирма. Вие многу помагате, многу донирате, многу сте хумани. Колку тоа е важно за една фирма и дали и во иднина ќе продолжите да бидете хумани? Дефинитивно ќе продолжиме. Сите тие донации, сите средства за тие донации, хуманитарни помагања, спонзорства и се слично, тоа е дел од буџетот на Алпинком уште на почетокот на годината, кога го формулираме буџетот за целата година. Слободно мога да кажа дека посебно во последните 3-4 години тој буџет што е наменен за такви цели само се зголемува и зголемува. Како љубимец на Алпинком години наназад, па и сега, си е Брегалница од ФК Брегалница Делчево ради некои си фамилиарни причини и како да кажа, од корен сме задоени ние да си ја сакаме Брегалница и плюс што го сакаме фудбалот и ради чичко ми порано што играл и ради дедо ми и ради татко ми, сите се своевремено биле фудбалери. Така да, ама сепак прв пат, истото го спомнавте нели во интервјуто со Дани, прв пат во историјата на нашите помагања према Брегалница имаме некој сериозен план, да кажам, 5 годишен, поставивме некоја таква структура во која стварно сакаме да го вратиме интересот за фудбалот на прво место, но да го вратиме интересот и за фудбалот од страна на другите спонзори, да не биде тоа некоја си минорна помош колку само да ти помине редо и после да викаш помогнал сам, а уствари никаква е таа помош. Така да јас сум свесен дека тоа не може преку ног да се деси, треба да биде успешна приказка неколку години, за тоа ни е 5 годишен плано. Заврши првата полусезона, високо рангирани сме, 4-то место, да се надеваме дека и втората полусезона ќе бидеме уште подобри. Јас сум сигурен дека второ место ќе завршиме таа година и да стигнеме до некоја си позиција на континуирани 2-3 години стабилен третолигаш, па да атакуваме и на втора лига. Тоа е од аспект на фудбал, иначе исто така помагаме и во кошарката, кај КК Клупски, што е легенда на делчевската кошарка, Љупчо, алал да му е свака час. Прва лига имаме у Делчево, што е ненормален успех за градче како што е Делчево. Исто така и во јуниорските категории на ФК Брегалница, Бекси и Чичудуле, алал да име што предходните години исто така, кога никаква финансиска помош не е имало, они дури и тогај се залагаше да го одржат во живот стадионо, што и денешните успеси многу се заснова и на нивните минати помагања, без никаква помош, како што кажах, така да тие помагања од страна на Алпинком ќе продолжат и во сферата на спортот, и во сферата на донации, не дај Боже за болести, за такви ствари. Значи има буџет што е одреден точно за тие цели и тој буџет, јас не се сомневам дека во иднина само ќе се зголемува. И апелирам до сите да го следат
трендо на Алпинком. И сега ќе си дозволам да го искористам овој момент и да кажам дека помогнавте и на библиотеката во Делчево со еден збор, донесовте радост на дечињата кои што одат во библиотеката. Сакам да кажам дека вие со еден збор, без да прашувате што и како, она што го бараме, ако сте во можност, го донидате. Фала ви. Ај сега да позборуваме малку за тоа што е она што му недостасува на нашиот град кога станува збор за младите. Па, како и секој друг мал град, ако земеме да набројуваме и да бидеме, да тражиме негативни страни, ќе ги најдеме многу и од културолошки аспект, и од забавен аспект, и така натаму, и така натаму. Ама ја често сакам да го дам примеро, пошто имам другари што се одили на work and travel не екскурзии, туку работни патувања за Америка. Значи, дури и во Америка сите тие градови што се како Делчево 5, 10.015 се уште по-депресивни, не дека Делчево е депресивно, има многу работи што можат да се прават, ама значи и во Америка градче како што е Делчево не може да нуди многу. Сепак јас секогаш гледам на позитивната страна на работите. Делчево со некако станува од ден во ден центар тука на Пијанечко-Манешевскиот регион и за Пехчево, и за Берово, и за Каменица, па дури и за бугарите што доаѓаат на скоро секој викенд со автобус и го полнат градот и гостителските објекти, така да има работи што можат да се подобрат. Еве, општината малце повеќе можеби да го направи шарен градот во смисла на културолошки активности, концерти, не знам, киното да почне да работи или такви некои почесто да работи, не дека никогаш не работи, но почесто да работи, такви некои активности. А од аспект на приватниот сектор и забавната понуда што ја нудат угостителските објекти, мислам дека сме топ, дури превише имаме. Како сте задоволни од ноќниот живот? Па супер, како што кажав, да. Така да продолжат угостителските објекти. Избра бизнис, а не политика. Зошто? Па, ја не сум голем влюбеник во политиката, не знам зошто, можеби така сум воспитан од мал, некако уште во теко на целиот мој раст бев насочен кон тоа дека ќе продолжам здрави еден ден во Алпинком. На тој начин си го усмерив патот и за високото образование со економскиот факултет, така да кога си во бизнис, во производство, во такви сфери, се врти околу искреноста, околу тоа што ќе го кажеш стварно да го исполниш, пошто нити вработените ќе те поштуваат, нити клиентите ќе те поштуваат, што не е често случај во политиката, чест на исклучоци, да не ми замерат локалните политичари, ама за жал така е, така да сите тие некако празни ветувања и такви некои ствари се далеко за мене од аспект на тоа како сум воспитан и како практикувам да се понашам. Така да мислам дека тоа е главната причина зашо не сам се насочил кон политиката. И за крај од овој наш разговор, што ќе им порачаш на младите во Делчево? Дефинитивно да гледат да останат во Делчево, да бидат насочени кон успех тука, да бидат толку трудолюбиви и толку работливи како што се во странство и тука, пошто тоа е тоа што може да не направи успешни, без разлика дали ќе бидеме таму или тука, никој без работа нема да стане успешен. За се си треба истрајност, за се си треба време. Има една убава поговорка, вика, за успех преку ноќ потребни се 20 години работа, така да нека им служи това за пример. И на крајот на денот знаат да не прават срекни и малите работи, така да никаде нема 250 дена у годината сонце, како што има тука, никаде нема да излегнеш сам навечер на чершијата и да си најдеш 5 души за друштво, да гледате фудбал и да пиете пиво, така да тие благодети са некои благодети што ги имаш само дома и треба да се стремат успехот да го постигнат тука.
Толку убаво кажано, што да кажам за самиот крај. Ти благодарам што беше наша гостин, ти посакувам многу успех лично на тебе, многу успехи и на фирмата и се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе поразговараме. Благодарам што Се надевам и јас, фала многу на поканата. Завршуваме тука, драги мои, се дружиме следната недела. Убава вечер.